Домашна компанија ја оствари најкрупната инвестиција во општина Илинден. Проект вреден над 13 милиони евра кој ќе обезбеди вработување на 200 лица, од кои 50 во почетната фаза. Дел од средствата се обезбедени преку кредит од Европската инвестициска банка, останатите се сопствени пари. Новата фабрика според министерот Димовски ќе представува продолжена рака за извоз на европскиот пазар. Одличен пример и потврда на аграрните политики на владата на Република Македонија, која во својата посветеност и реализација на програмските цели и приоритети особено внимание и интерес посветува токму на земјоделскиот сектор како дејност кој покрива голем дел од нашата територија и игра клучна улога во одредувањето на состојбата на руралната економија. Ова инвестиција во едната од 9 економски зони во општина Илинден е најкрупната помеѓу 110 проекти кои се остварени во последниот период во оваа општина. Значи многу за локалниот економски развој, значи за намалување на невработеноста во општина Илинден. Ова е 8-та крупна инвестиција во Македонија во инвестицискиот циклус во последниот квартал. Покрај странските компании, во Македонија крупни проекти остваруваат и домашните компании. За Сител, Ана Питковска. Во новата фабрика се најавуваат 50 нови вработувања, а во иднина се планира да се отворат уште 150 работни места. За изградба на фабриката, која се наоѓа во општина Илинден, компанијата обезбеди кредит од 9,5 милиони евра од Македонската банка за поддршка на развојот, а останатите 3,5 милиони се сопствен влог на компанијата. Но за да започнат со извоз на европските пазари, неопходна им е помош од владата. Како прва и основна причина за реализација на оваа инвестиција е ограничувачкиот фактор за развој на локалитетот во Шутово Ризари, каде бевме полни 26 години и каде веќе не постоја никакви услови за понатамошен развој. Овој објект е направен по сите современи техничко-технолошки стандарди, да ни помогне да добиеме тој европски извозен број. Од Министерството за земјоделство сметаат дека новиот производствено-логистички центар на ПКБСКО е од голема важност за развој на сточарството во земјава. Ова е исклучително битен капацитет заради тоа што, како што напоменав предходно, го врзува целокупното производство во делот на земјоделието, околу примарното производство на растителни производи, каде што може да се преработуваат, да се замрзнуваат и понатаму да се продаваат на пазарот. И за локалните власти инвестицијата на ПКБСКО, која е една од поголемите во општина Илинден, ќе придонесе за поголем локален економски развој, како и за намалување на невработеноста. Се наоѓа во една од 9 локални економски зони кои што ги има во нашата општина, на локацијата Кадино, капацитет кој што значително ќе придонесе општо за подобрување на условите за живење. Во моментов ПКБСКО своите производи ги извезува во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Косово.